Добар ден! Денеска имаме една нова лекција. Учиме за растенија и делови на растенијето. Ова се адаптирани содржини по предметот Основи за природни науки за 5-то одделение. Овие материјали ги подготви наставничката Милица Серафимовска, наставник, специјален едукатор и рехабилитатор. Учевме за растенија и научи дека сите растенија се различни. Различни се по големина, различни се по форма, различни се по намер. Денес учиме нова лекција, а тоа е делови на растенија. На сликата гледаш растение. Ова е домат. Да ги научиме неговите делови. Почнуваме од деловите што се долу. Ова е корен. Тој е обично во почвата, над коренот се извива стеблото, од стеблото се развиваат гранчиња со листови, а на гранчињата се развиваат цветови, од нив плодови. По некои растенија, тоа е случај. Коренот се наоѓа во почвата. Пред коренот растенијето се храни. Зема сите хранливи материи и минерали од почвата. Кај некои растенија, плод на растенијето е корен. Познаваш ли ти такво некое растение? Сигурна сум дека познаваш. Такво растение е морков и компир. Стебло. Стеблото носи водата и храната до другите делови на растенијето. Ваква важна транспортна улога. Листот се наоѓа на гранчиње од стеблото. И обично, листовите на сите растенија се зелени. Цвет може да биде со различна боја и големина, со и без мирис. Цветовите со мирис ги привлекуваат инсектите. А знаете ли зошто е тоа важно? Зашто инсектите ги опрашуваат цветовите, имаат важна улога во репродукција на растенијата. Плодот се развива од цветот, а во плодот има и семе. На сликата гледаш јаболкница. Јаболкницата има корен, стебло, гранки, на гранките листови, цветови, а од цветовите се формираат плоди. Плодот на јаболкницата е јаболка, а кога ќе пресечеш јаболкото, во внатрешноста ќе го видиш и семето на јаболкото. Ајде да повториме. Кои беа деловите на растенијето? Корен, стебло, лист, цвет, плод и семе. Повторувај, цртај, моделирај, покажувај, воочувај, истражувај. Така полесно ќе научиш.